Уште пред да огрее сонцето, штипските домаќинки ги вапсаа првите 3 великденски јајца и го означија почетокот на празничните подготовки. По стар обичај, првите јајца се бојадисуваат во црвено за здравје, среќа и берикет во домот. Со тивка молитва и добра мисла, вела така се дочекува најголемиот христијански празник. Првото јајце за Бога, второто за куќата, а третото за, како што велат штипјанки, за бањање. Традицијата се чува, а подготовките за Великден се веќе во полнек. За Велчетврток вапцуваме, 3 јајца, едно за Господ, едно за дома, едно за здравје си вапцаш, по 3 јајца. Некој си вапца и повеќе, ама некој по 3 јајца си вапцува. За обавезно. 3-5, зависи кој како. Првото е за да Боже, а второто е тето за здравје и за слога, за мир у куќата. Да го состои во куќата. Травичка, ама она здравец. Јајцето и здравец и се бањат. Не са малите дечиња да бидат бели, црвени, да бидат здрави. Секако. Знае се едно за Исусе Христо, едно за куќата, едно за бањачки за децата. 3, па у сабота сите. Прво за Дедо Господ, па за куќата и така едно за бањање шо викаш и така сине. Повозрасните штипјанки велат дека овие јајца се чуваат до следната година, а оние од изминатата година се закупуваат во бавча или на нива за да има берикет и благослов. Па со тие јајца со едното се бањаме, кој си има децата си ги бања, едното си го чуват до година и после го закупуват за берикет за такво. Па убавчо ли било унивали дека имат. И така многу години празнико, нека ние живи здрави да сме, да начекаме уште толку години. Инаку Светата православна црква на денешниот ден предвидува Света Василева литургија, на која се споменува за миењето на нозите на апостолите од страна на Христос и за востанувањето на светата тајна Евхаристија. На овој ден се служи и маслосвет кој се прави еднаш во годината во црквите или по потреба за болни луѓе. Важно е оние кои што ќе отидат да понесат масло, за да им се освети и да го понесат дома осветено за нивните духовни потреби. Секоја година на Велики четврток вечерта се служи бдение со читење на 12 страдални евангелија на Христа, на кој се гледа како Јуда го предава Христа, а потоа истиот е мачен и распнат за нашето спасение. Се изнесува и светото распетие на истата богослужба, со што верниците можат да се поклонат на честниот Христов крст.